Во врска со денешните разговори што се помеѓу партиите, ви кажав дека нам денеска ни се потврди оно што цело време мислевме дека ќе биде, а тоа е дека Социјалдемократскиот сојуз не сака решение во македонската радио телевизија кое што е навистина независно, непристрасно и слично, туку сакаат партиско решение. Тие предложија господјата Санта Агирова, поранешен шеф на кабинет на Илинка Митрева, поранешен министар за надворешни работи на Социјалдемократскиот сојуз и, ако не се лажам, и потпредседател на СДСМ во некои од годините наназад. Колку што разбрав и член на групата која што се нарече некаква шарена револуција, така што со прилично јасно изразено политичко мислење, политички став, политичка позиција, партиска позиција. И со тоа се покаже дека практично целта на СДСМ не е да има некоја непристрасна личност, некоја личност која што навистина ќе биде неутрална и нема да припаѓа на едната или на другата страна, туку сакаат нивно партиско решение. За да не им даваме можност повторно да избегнуваат од изборите и тоа да им биде причината да повторно ги одложат или избегнат изборите, ние им го прифаќаме тоа решение и сега им го соопштивме тоа. Втора работа е поврзана со прашање кое што го отворија, поврзано со методологијата. Тоа им е втората точка на која што очигледно сакаат да ги одоговлекуваат работите. И ние и тоа им го прифативме што го бара со методологијата, ги информиравме каква сакаат, таква ќе ја прифатиме, кажа што сакаат, тоа им го прифаќаме што го сакаат, така што уште една можност да ги одложат изборите ја елиминираме. Третата работа е поврзана со петиот член во она ad-hoc тело или како се нарекува, кој што согласно преходниот договор треба да биде лице од албанска националност. И тука нашата позиција е дека оставаме, гледам дека во часовите што измина, главната дебата беше помеѓу албанските партии и СДСМ. Оставаме тие да постигнат согласност. Каква согласност ќе постигнат, таква согласност тоа лице ние ќе го прифатиме и сакаме на некој начин да не им помогнеме во било каква нивна намера да најдат алиби, да најдат изговор за одлагање на изборите на 11 декември. Очекувате ли дека ќе најдат решение СДСМ и албанските партии за петиот член? Кој што вие би го прифатиле? Фактот што ВМРО ДПМН им вели најдете си решение меѓу вас и со нас немате проблем, мислам дека ќе им помогне. Ние се залагаме на 11 декември да има избори и од тие причини ги направивме овие чекори со цел да им ги одземеме сите можни алиби да речат не. Сега, например, не гледаме една причина зошто Социјалдемократскиот сојуз ќе избегнува избори. Барем не е некоја причина што досега ја објавиле. Ви благодарам, беше доволно. Ние ги нашите ставови ги кажавме, со обзир дека практично сите работи што ги поставуваа како некакви услови и ги прифаќаме, ние ги оставаме да се договорат, ќе дојдеме подоцна кога ќе бидат готови да потпишеме што треба. Благодарам.